На сите во Македонија и во меѓународната заедница им стана јасно дека однесувањето и на ВМРО ДПМНЕ, на власта во заминување, па и на председателот Иванов под нивен притисок последните денови, заедно со сите овие најави за насилство, провокации, поттикнување на поделби во Република Македонија, немаат никаква врска ниту со државните интереси, ниту со заштитата на Македонија, најмалку пак со интересите на македонските граѓани. Единствената цел која стои зад пропагандата, незаконските и неуставни одлуки е да се остане на власт. Да се остане на власт и да се спаси од кривичната, криминална одговорност за сериозната корупција и криминал кои ја спроведувале со години и која доведоа Македонија во состојба на длабока криза. Последната потврда за се во ова доаѓа од Брисел, каде што во последните 2 дена престојуваше пратеникот кој во исто време е и министер за надворешни работи, Никола Поповски, и кој според потврдени веќе информации, единственото што го правел е да зборува за неопходноста ВМРО ДПМНЕ да остане на власт или во власта во Република Македонија. Единствената цел за ваквата политика, како што споменав, е да се остане на власт со цел да се задржи криминално стекнатиот имот и истата елита да продолжи на ист начин да ги краде македонските граѓани. Да, тоа се истите луѓе кои пред само 2 месеца донесоа проглас со која повикуваат меѓународната заедница да престане да се меша во македонските работи. Истите кои носеа ваков проглас, овие денови разговараат со сите во Брисел, со представниците на сите европски институции, да бараат по секоја цена да останат барем дел од власта. Истите луѓе кои тврдат дека меѓународната заедница не треба да се меша во работите кои се одвиваат во Република Македонија, се истите кои што веќе платија според проценките 1,6 милиони евра на лобисти за да влијаат во Вашингтон, тој дел барем го знаеме, и кои што прават се само да ја зачуваат сопствената контрола, влијание и учество во власта, по секоја цена. Па и по цена на насилство, па и по цена на тоа Македонија да влезе во уште подлабока криза. Ова вакво недржавничко, антидржавно однесување мора да престане. СДСМ заедно со мнозинството граѓани во оваа држава, кои го поддржаа концептот едно општество за сите, стои на истите позиции, дека ова е наша заедничка татковина, чија унитарност, чија стабилност, чиј просперитет ќе ја браниме по секоја цена. И затоа уште еднаш го подсетуваме Иванов дека мора да престане со насилството кое што го прави врз Уставот и демократскиот поредок на Република Македонија. Тој е должен веднаш да го даде мандатот на председателот на СДСМ Зоран Заев, кој што обезбеди јасно и недвосмислено мнозинство во Македонското собрание. Македонија мора да излезе од кризата. Излезот од таа криза лежи во формирање на нова влада, која ќе ја стабилизира државата, која ќе ја зацврсти и нејзината унитарност, и нејзината сувереност, меѓутоа ќе им даде и чувство на стабилност и сигурност на сите нејзини граѓани. Времето е сега и Иванов мора да ја почитува својата уставна обврска.